Добре дојдовте во најновото издание на Сеза најмалите. Денес заедно ќе откриваме нови интересни теми од светот на здравието, спортот, образованието и секојдневниот живот. Ќе разговараме со стручни лица, ќе посетиме интересни настани и ќе слушнеме совети кои можат да бидат корисни и за децата и за родителите. Зошто витаминот Д е важен за растот и имунитетот кај децата? Педијатар ќе даде совети за правилен внес и значењето на сончевата светлина. Витаминот Д не е само за децата значен, тој е значен за сите нас, и за возрастните луѓе и за старите луѓе. Особено за децата, ние долги децении изборевме за улогата на Д витаминот во окостувањето, околу коските, нели, околу внесувањето на калциум. Меѓутоа малку знаевме допред, можеби 10 на години, 15, за улогата на Д витаминот во имунолошкиот систем. Значи, Д витаминот е еден многу значен сегмент од имунолошкиот систем и за жал, она што сигурно можеме да констатираме, дека и покрај тоа што Македонија е земја во која што имаме многу сончеви денови, а доминантно се создава во кожата под влијание на ултравиолетовите зраци на сонцето фактички, за жал ние сме зона во светот каде што имаме дефицит на Д витамин. Автоматски и со тоа и имаме промени во имунитетот и Д витаминот е еден од факторите во тој случај кој што може да доведе до почести инфекции, дефицитот на Д витамин, почести инфекции кај деца. Инаку он е денеска во модерните фармакологии внесен како еден од најзначајните имуномодулатори кои што играат значајна улога во имунолошкиот систем. Дозите се, особено од доеначка возраст, зборам од 0 до 12 месеци, се стандардизирани во Европска унија на ниво на 400 единици на ден. Иако дозата е варијабилна и во таа возраст, варијабилна во зависност од тоа каква е динамиката на растот на детето. Ако оно расте со поголема тежина, висина, компарирано со рутинскиот раст што го очекуваме, тогаш треба да се зголеми таа доза. Инаку, денеска се слуша доста вака и се разговара дека во основа луѓето се плашат да пијат Д витамин, за да не дојде до, зборам за деца кои што се предшколска, школска возраст или возрастни луѓе, нели заради страв да не се појават камчиња во бубрези и така натаму, некои негативни ефекти кои што може да се очекуваат од прекомерно, да речем, внесување на Д витамин. Меѓутоа, интересен е податокот што, например, ако се изложите на сонце, некаде во 12 часот на лето, например, кога е малтене 40 степени температурата, 15 минути, значи зборам за деца кои што се веќе гимназијалска возраст, значи веќе скоро израснати деца, ако 15 минути се изложат на сонце, они создаваат 10.000 единици Д витамин за само 15 минути. Не постои дете кое е добило интоксикација од Д витамин создаден во кожа. Така да, она што е тука битно, што мораме некако да ги научиме луѓето, тоа е да сепак не се кријат толку од сонцето, не да седат цел ден, нели, меѓутоа сепак природно создадениот Д витамин е најдобар. Се друго после се сведува на внесување као форма на суплемент, а постојат два витамина D, D2 и D3. D2 е во многу мала количина, се внесува екстремно со храна, мала е количината и неговата активност не е иста како на витаминот D3, додека D3 ако не се создаде во кожата, треба да се внесе како суплемент, капки, капсули или било што во тој сегмент, да речеме, како суплемент. Меѓутоа, знаете како, многу е битно да се каже дека ако веќе збориме, ако го спомнуваме Д витаминот како суплемент, ние сме држава, односно не само ние, цел Балкан, сме зона каде што многу сакаме и обожаваме да пиеме суплементи.
А во основа дел од тие суплементи ги имате во природата, така и со D-витаминот. Излезете на сонце, немате потреба да пиете суплемент. Недостатокот на D-витамин во раната детска возраст, зборам за доеначка возраст, значи во првите 12 месеци, се манифестира со така наречена слабост на коски или појава на една клиничка состојба која е позната како рахитис. Рахитис е состојба која што е првпат опишана во Англија и препораките за внесување на D-витамин се дојдени на времето од таму. Тоа е пред се затоа што Англија е земја каде што има многу облаци, значи нема толку изложеност на сонце како што има, да речеме, во медитеранските земји. Тоа се манифестира, може да се манифестира со криви ноџиња, со извиткување на градниот кош, нели, испакнување на челото, слабост одредена на коските и така натаму. Додека во исто време кај предшколските и школските деца дефицитот на D-витамин може да предизвика меѓу другото не само слабост на коските, него и појава на почести инфекции. Меѓутоа, интересно е што денеска, после повеќе десетици години, например, Англија нема дефицит на D-витамин, нема рахитис, а ние као земја која што има многу сонце, за жал имаме дечиња со рахитис. D3 во многу мала количина, D3 витаминот, D2 се внесува преку растителни производи кои што се зеленчуци одредени. D3 може во мали количини да се најде во јајцето, во жолчката од јајцето. Ја има во некои риби, во ние така наречени мрсни риби, како што се бакалар, лосос и така натаму. Меѓутоа, суштинското внесување на D3 е многу мало визави потребите што ги имаме. Морам само да споменам ова прилика да луѓето не се плашат од давање на D-витамин. На крај на денот многу е лесно да дојдат до амбуланта педиатриска, на детето да му се земе лабораториски да се испита која е концентрацијата на D-витамин во крвта и да се даде, ако треба да се даде суплемент, да се даде суплементот и во повисоки дози, додека не се постигне оптимално ниво во крвта. Ќе запознаеме приказната на малиот Македон, дете генијалец со неверојатен талент кој веќе освојува награди и признанија низ регионот и светот. Неговиот успех, труд и посветеност се вистинска инспирација за сите млади. Дигитална едукација воопшто е моментално една од најважните работи кои што мораме да им ја обезбедиме на нашите деца. Се е околу нас со телефони, се е со компјутери, се е со роботи. Почнуваме и некоја ера на вештачка интелигенција, на AI. Значи, дигиталната едукација мора да влезе во школите. Сега, како ќе влезе е начинот кој што ние можеме да одлучуваме. Што е најважно? Секој влез во дигиталната едукација мора да биде спремен, мора да биде подготвен од професионалци, мора да биде подготвен од педагози, од контролори, од програмери, доколку сакаме да имаме добра дигитална едукација. И сега, дигитална едукација не значи да им купиме компјутер и да им ги уклучиме компјутерите, да им ставиме интернет и да ги пуштиме. Тоа не значи дигитална едукација. Дигитална едукација значи дека првенствено треба да имаме стручен кадар, наставниците мора да добиват постојана обука, мораме да имаме надворешни соработници, збориме програмскиве јазици што ги развиваат, мораме да имаме однос спрема нив и мораме да имаме еден дел кој што е многу важен, надарените деца да ги развиваме во оваа дигитална едукација. Што значи тоа? Дете од 12 години треба да го форсираме не да игра, него да направи игра. Не да игра на телефон, не на Facebook, него да направи негов социјален канал ако треба, игра негова, да направи веб страна. Тоа е дигиталната едукација. И што е важно, најважно од се, е дека без ова
не можеме никако ни да ја развиваме државата, ни да се развиваме ние како општество, посебно мала земја како нас. Учеството на надпревари и учеството на некои семинари или како и да е од страна на децата е последна фаза. Значи Македон учествува на надпревари по математика, меѓутоа тоа е врвот, тоа е последната фаза. Работењето со Македон, учењето преку цела година, или го земам Македон како пример, имаме еден куп такви деца, на родителите, на наставниците, стручните наставници, на нас како школи да помагаме на тие деца. Сакам да ви кажам, Македонија не заостанува зад другите земји во однос на интелигенцијата на децата. Не заостанува во однос на интернет, не заостанува во однос на влез или на примање на тие информации. Има кај нас и сериозни школи, има кај нас и за возрастни, и за деца школи. Сето тоа треба да се искористи за да можеме да го развиваме тој дел. Што е најважно, наставниците треба постојано да се едуцираат, да добиваат нови задачи и да учат нови јазици, нови програмски јазици, нови работи. Значи, за мене најтешките задачи се тие што има се во склоп на тригонометрија. Иако јас сум добар во математика, тригонометрија ми смета, но ја пак ги решавам задачите со труд и со помош од мојот ментор што ме учи секој ден. Јас сум најгорд во моето достигнување во Германија, победата што сум ја имал пред неколку дена и што сум ги добил тие 2 медали. Јас сум многу задоволен од овој успех, бидејќи беа 2 златни медали и бидејќи се најголема конкуренција. Надпреварот почна со околу 100.000 учесници и бидејќи има голема конкуренција, јас сум многу задоволен од мојата победа. Надпреварот во Германија за мене ми беше доста лесен, интересен и возбудлив, ама церемонијата ми даваше многу трема. Бидејќи кога ги доделуваа наградите, прво давале списание на бронзи награди. Ме немаш. За сребрени награди ме немаш. И за златни награди ме немаш. И после каже дека имаш уште топ 3 најдобри деца, таму ги се лауреати, за по секој одделение топ 3 најдобри деца од целиот надпревар. Трето место мене ме нема, второ место ме нема и прво место моето име се појавува на списанието. Јас бев многу среќен. Ми добив еуфорија што никогаш не сум ја чувствувала до тогаш. Ја мислам дека им треба добри учители што вистина разбират како да им помогнат и мислам дека ако сакаме да најдеме вакви деца како мене што се паметни и надарени, треба таму училиштето и родителите и сите околу нив за сватат како се и за да ги најдат вистинските паметни деца и да најдат место кај што може и учители и за да може тие да се развиваат. Училиштата може да помогнат многу со развивањето на надарени деца. Па јас ја користив вештачка интелигенција делумно во мојот тренинг за овој надпревар и затоа можам да кажам дека помогне, но за сега не е најдобра алатка бидејќи пак прави халусинации од време на време и ја тоа го приметувам. Па ја пред програмирањето знам дека би можел да одам напред во знаењето на како работи роботиката и најновите истражувања. И на мене ми се допаѓа роботиката и програмирањето бидејќи ми дава шанса да бидам дел од иднината и во дел од новите истражувања, новите работи што се измислени и се ако сакаме да живееме во дигитален свет, мора да знаеме програмирање и да бидеме добри во таа смера. Па ја замислам и иднината како да биде дигитална, кај што се користи вештачката интелигенција и помогнува многу во многу сектори. Па ја почнав со надпреварите на возраст на 7, но математиката секогаш ми била интересна порана возраст, ама јас си добив моите први златни медали на возраст на 7 или 8 и почнав да одам на телевизија, таму сум се надоградувал и овие 2 медали ми додават вкупно на 20 медали. И пола од нив кои се златни отприлика, можеби и повеќе. Па еден совршен ден секако е мешавина на домашно играње, малце решавање, истражување, знаење нови работи и излегување со другари, бидејќи тоа е секогаш потребно. Па во слободно време ја играм со моите другари мешавина на видеоигри или играње надвор како фудбал и други спортови. Значи децата очекуваат дека тука ќе правиме веднаш игри и дека ќе играат цело време игри бидејќи програмираме во Roblox. Не е така. Ние почнуваме од 6 годишна возраст, значи од 6 годишна возраст учиме да размислуваме во блокови. Што значи тоа?
Значи, децата или учат да програмираат или роботите слушаат, тие што го примаат тој програмски јазик или тие што ги примаат тие кодови, слушаат преку програмирање преку алгоритми. Што значат алгоритмите? Значи, алгоритам е сет од чекори за да постигнеме одредена цел. И сега, децата од 6 години кои ќе почне да пишуваат алгоритми, тоа го имаме курсот Coding Night, кај што сме ние Витез, па треба да ја спасиме принцезата и така преку игра и преку приказна, за да почнеме преку Scratch програмирање во делот што е за пишување кодови, па да продолжиме преку Game Design, значи програмираме и во Roblox, за главното да се почне да се учи програмски јазик. И сега на 12, 11, 12 годишна возраст, суштината е да почнат да учат Python програмски јазик. И тој се учи 3 години, од која ќе се заврши Python, се учи веб девелопмент, зборам веб дизајн да се работи и завршуваме со C++, Unity и правиме игри. Значи имаме програма од 6 до 17 година. Значи, ние имаме веќе како во наставата внесуваме и едукативни сетови, роботи, кои што се исто за одредена возраст важни. Например, имаме робот 6 во 1, кој што е овој, тоа е Vivi робот, да не учиме да програмираме и да работиме работи што се во секојдневниот живот, движење лево, десно, напред, назад, му даваме говорни команди. Понатаму имаме робот 12 во 1, па имаме робот Vivi, пример ваков мал робот, ова е за 6 до 8 годишна возраст, директно програмираме на него и на него имаме и говорни команди. Значи, програмирањето веќе не е само програмирање, него влегуваме и во роботика. Истото е, значи, овој робот конкретно или овој робот слушаат програмски јазици, слушаат овој робот слуша Python, овој робот слуша Arduino, има матична плоста, исто Python, така да имаме напредок во тој дел, значи, кај нас се добиваат со интернационален сертификат и тој сертификат важи во сите земи каде што ние имаме школчето. Иначе, во суштина, програмски јазик е многу тешко да се научи, тоа не се учи така едноставно. И со Python, кога ќе го завршиме Python, нареден програмски јазик што се учи е JavaScript. Тоа е за употребуваме во веб девелопмент, изработка на веб страни. JavaScript, HTML и CSS, тие се програмски јазици. За на крај да завршиме програмски јазик за правење игри, тоа е C++ јазикот. Тој го програмираме на платформа Unity. Значи правиме игри во Unity. Во Unity, тоа е апликација во Unity, се направени скоро 80% од игрите што ние ги знаеме. И сега, кој знае Python, ќе ги знае и другите јазици. Кој знае C++, полесно ќе ги научи и другите јазици. Кој знае Scratch, полесно ќе ги научи Python и понатаму. Затоа почнуваме од мала возраст. Нас не ни е идејата вие да се запишете месец, 2, 3, него да се помине цела таа програма и што е многу важно, на 17 години ние ги вработуваме. Мислам, до сега колку? 30 на дечиња ни бараат и програмери и програмерски фирми ги вработуваме кај нас во школата, што е супер за нас, за родители и супер и за децата. Колку физичката активност е важна за младите и како правилно да се започне со тренинг. Разговараме за здрави навики и спортски дух. Тренинзите за деца се структурирани во повеќе целини. Првиот дел ни е тоа динамично загревање. Овдека ставаме вежби за загревање на тетиви, лигаменти, исто така го активираме нервниот систем. Вториот дел ни е главниот дел, каде што користиме специфични вежби за изведување на техника, моторика и за мускулна маса. И третиот дел ни е тој дел каде што вршиме вежби за истегнување, односно таа е таа фаза каде што почнува да го спремаме организмот за опоравување на тренингот. Клучно е да се каже дека тренинзите за деца се разликуваат од тие за возрастни. Овдека користиме повеќе специфични вежби, се со цел да го одржиме фокусот
нели на детето и неговиот когнитивен ангажман. Највеќе акцент се става нели на техниката и на координацијата, пошто силата е нус производ на правилната техника на изведување на вежбите. Кај помладите, лично јас користам метод на моторичко учење. Тоа што значи? Тоа значи дека мозокот го тренираме како правилно да ги регрутира мускулните влакна, се со цел да го добиеме најоптималниот перформанс кај детето. Еден од најистражуваните методи во област е методата на технички максимум, кој што воедно јас ја имплементирам кај децата. Што значи тоа? Тоа значи дека тежината е соодветна се додека техниката на детето е перфектна. Штом формата малце оди настрана од таа перфектна замислена оска, тоа е јасен индикатор дека нели треба да се намали килажата, бидејќи сме го достигнали лимитот за тој ден. Така да кај мене здравјето на зглобовите и безбедноста на тетивите е секогаш пред бројките на теговите. Секоја вежба прво се изведува со сопствена тежина, па потоа гледаме дали има простор да додадеме нели додатно оптоварување. Помеѓу 12 и 15 година, пошто таа е позната како златната ера на нели на кондицијата, таму користам методи со кои што преку специфични вежби го активираме нели мозокот, како телото да го контролира во просторот и времето преку некои нели функционални вежби. Зависно нели пак од возраста и хормоналниот статус нели на детето. Вака генерално за повеќето деца доволно е од 2 до 3 пати, нели сепак во таа возраст имаат и други обврски, образовен процес, училишно играње, тоа нели не треба да трпи ниту социјалниот живот. Многу е побитен надзорот, да има некој нели преку визуелни сугестии и вербални сугестии да го насочи на правиот пат, се со цел да избегнеме и да извршиме превенција на некои повреди во иднина. Кај малите дечиња користиме нели вежби специфични за да поставиме една добра биомеханичка основа, се со цел да може да ги амортизира ударите нели од пубертетот. Не постојат забранети вежби во процесот нели на вежбање кај децата, туку најголем непријател ни е тежината. Така да со правилна корекција и изведување на вежбите не постојат нели забранети вежби. Сакам да се фокусирам на тие вежби што треба да ги правиме, односно тие се вежби нели за завекнување на задниот ланец, односно нели рбетот, задната ложа и кичмата и исто така ојачување на целата мускулна маса се со цел да биде нели здраво и право детето. Исхраната е клучен дел кај секое дете, без разлика нели дали е во процес на тренирање или не. Правиот извор на макро и микронутриенти е клучен за развојот на деца. Овдека мислам нели на доволен рез на протеини, на јагле, хидрати и на масти, се со цел нели изградба на јасна и силна мускулна маса. Им препорачал, тоест им укажал на родителите дека ова не е мини бодибилдинг за деца, туку тоа е еден образовен процес. Клучно е да знаат родителите дека кога ги праќаат децата на тренинг, им даваат алатки за доживотно здравје, најважно е тоа нели детето да доаѓа насмеано на тренинг, а да заминува полно со самодоверба, знаејќи дека е поздраво и посилно од било кога. Во овој прилог ќе запознаеме јавна личност од поинаков агол. Низ семејството, родителството, моментите поминати со најблиските. Ме промени доволно, можем да кажам, ама не толку затоа што таа грижа, тоа, како да кажам, тој инстинкт родителски го имав уште на внуците од брат ми, значи децата некако пораснаа кај мене. Сега 6,5 години и во некоја фаза, еве сега го спремаме еве да го запишам во Луи нижа музичка да видам, ете чисто да има еден момент на музичка писменост. Па во животот ако реши да се бави со тоа, да има една подлога и основа, но пак би кажал не сакам да влијам на него и да морам по цена, немам такви воопшто проблеми или его или фрустрации, па сега да мора детето да види, не, напротив, не сакам, но ете и на двата мои концерти се појави, пееше, особено сега на овој концерт во Филхармонија излезе, не можев да му го земе микрофонот од рака, гледам дека
таа бариера ја нема со публиката, значи нема проблем со радосно е многу е радосно и зборлив е многу. Тоа и ме радува, ама и не многу. Сега гледаш Евровизија, например. Секоја година гледа Евровизија и секоја година погодува кој ќе победи. Така да, тие се некои моменти што ете сака да знае, прашува кој инструмент е, што е ова, зошто вака играат, нели како ова. Тие ме радува што сака да истражува. Сега е во прво оделение во училиште тргна оваа година и кога ќе отидам да го земам, например, со Тонизен заедно многу често се сретнуваме таму и ги зимаме, но јас пак ќе кажам, сакам тој сам некако да си го одреди патот. Нормално е дека можеби ќе му влијае музиката повеќе, обкружен е цело време со ова, цело време е со мене на настани, каде да отиде со мене на настани, јас, иако не сум на настап и да сум гостин, ќе фатам микрофон, ќе пеам. Сега, кога е веќе на училиште, да ги решава тие, да се учи да чита, така, читаат секој ден, ги решаваат задачи, математика, например, и за јазици, пошто мајка му е веќе со јазици, нема проблем, така да тоа веќе е лесно. Ама јас сум за тој дел баба му многу на жена ми, значи мајка, она многу ни се наоѓа, многу ни помага и можам да кажам пола и повеќе од времето го поминува и со неизе и уште пред да почнете во училиште. Тоа е, градиме некако, се балансираме. Многу ми е важно да биде човек. Тоа ќе и пробувам уште сега, ама како ќе почне повеќе да сваќа и да разбира, сакам да му кажам, тие ми се три важни работи, да биде пред се, да остане човек, да има образ. Гледам, джентлменски постапува, тато и дадов на одмор, скинал цвеќе и дадол на професорката, например. Некои такви манири што за секојаш ќе останат. Чувствувам грижа голема, затоа што не можам, се трудам да сменам многу работи, секој слободно време да го поминам со него. Знае некојаш да праша, веќе е свесен, веќе е голем, да праша тато зошто толку често пееш, па мора ли сега да одиш, ќе се заиграме пример саат време, нешто убаво, јас состанок веќе морам да излезам. И мора ли сега, мора и пробувам да му објаснам дека каква е работата, каква е улогата на таткото во семејството. Да пробувам да му го објаснам тоа, но факт е дека децата секој испуштен момент е како да кажам, не се враќа назад и е пропуштен момент дефинитивно. И овој пат не забораваме на забавата со нова анимирана содржина за најмладите. Ноќта на зоопокалипсата е необичен анимиран филм што меша авантура, комедија, малку хорор и многу силни пораки за пријателството, храброста и заедништвото. Иако на прв поглед изгледа како зомби приказна за деца, всушност филмот е многу повеќе од тоа. Станува збор за приказна за стравот, довербата и учењето како различни суштества може да се здружат кога светот околу нив се распаѓа. Филмот е многу динамичен и визуелно впечатлив. Има сцени што се напнати, но не се претерано страшни за деца. Наместо класичен хорор, атмосферата е повеќе авантуристичка и забавна. Зомби елементите се направени на начин што повеќе личи на фантазија, отколку на вистински ужас. Затоа филмот успева да биде возбудлив без да стане премногу мрачен. Филмот зборува и за лидерство. Дем на почетокот мисли само на сопствениот опстанок, но постепено сваќа дека вистински лидер е оној што ги штити другите. Таа промена е многу убаво прикажана и им покажува на децата дека силата не е во доминацијата, туку во грижата за заедницата. Исто така приказната суптилно покажува колку брзо хаосот и паниката може да ги претворат луѓето или животните во нешто што не сакаат да бидат. Наместо да ја слави агресијата, филмот покажува дека смиреноста, довербата и сочувството се најважни кога ситуацијата е тешка. За децата филмот може да биде многу забавно искуство, затоа што комбинира смешни ликови, брза акција и малку страшна атмосфера, која им дава чувство на возбуда.
Но истовремено родителите може да го ценат затоа што не е празна анимација, има емоции, карактерен развој и вистински морални пораки. Иако има моменти на тензија, филмот не е направен да травматизира, туку да им покаже на децата дека дури и во најмрачните ситуации, надежта и пријателството може да победат. Ви благодариме што не следевте.